Македонци мои, добър ден и среќен ден, Владо Павлов. Како што ви најавив, така и одлучив денес да ви соопштам неколку вистини кои што се поврзани со вистината за Македонија и истите тие се поврзани заедно со сите овие случувања околу нас и најмногу случувањата кои што со години уназад беа поврзани со фамилија Павлови, посебно со мене како Владо Павлов. Јас како Владо Павлов, македонци мои, одговорно тврдам дека Македонија е целосно под контрола на Ватикан и на круната на Англија. Во чиј интерес работат сите политички партии, работи олигархијата во Македонија, а исто така во нивен интерес работат и сите телевизиски куќи. Како и нашата Македонска православна црква. Ова е еден голем горделив јасол, кој што јас како Владо Павлов долго години работам на отплетување на овој чвор и секогаш да ви ја представам вистината на сите вас. Секако патот мој, сиве овие 20 години не е бил лесен, со оглед на тоа што им сметав на сите нив. Односно, му сметав на Ватикан и на круната Англија. Зошто им сметав, македонци мои? Им сметав поради вистината. Затоа што вистината можеше само да ја додржи Македонија во живот. Со овие случувања, преку Преспанскиот договор, на сите вас ви докажав кој и зошто го обезликуваше Владо Павлов. На сите вас ви докажав кој и зошто уназад 20 години сите мои откритија ги направи и ги стави под поимот забранета археологија. Сите овие случувања, кои што се поврзани со Владо Павлов, ви докажаа дека им сметаат во нивната одлука и во нивната цел, за кој што вие сте сведоци денес, дека нашето име некој насила се обидува да ни каже и да ни го смени чипот во мојот ум, дека ние сме Северна Македонија. Јас како Владо Павлов одговорно тврдам дека сите мои откритија се ставени под поимот на забранета археологија во Република Македонија се токму поради случувањата кои што се случија, на кои што филот од тортата го стави Романот Зоран Заев. Но, македонци мои, целата торта Северна Македонија се подготвува сиве овие години. И во неја учествуваат сите политички партии под капата на Џорџ Сорос. Ако малку погледнете позади пердето, значи јас наоѓам само една мана. А таа мана, македонци мои, е тоа што вие гледате само до пердето. Ако се обидиме да погледнеме позади пердето, ќе го видиме дворот, ќе го видиме училиштето до Владо Павлов. Тоа значи дека мора во иднина да гледаме позади пердето, а не само до пердето. Бидејќи за ова што го направи Зоран Заев, најпрво претходеше само наречениот атентат од Киро Таушанов Глигоров. Потоа дојде Васил Топурковски во владата на Љупчо Григиевски. Од тој ден ВМРО повеќе не е ВМРО. Тоа значи дека социјалдемократот
под превесот на демократска алтернатива, подпомогнат од Киро Таушанов Глигоров, успеа да го уништи македонското ткиво во тогашното ВМРО ДПМН. Од тогаш ние македонци немаме вистинско ВМРО. Впречем, идеологијата на фалангата по ништо не се разликува по централистичката идеологија за царство Македонија кој што имало нашето древно ВМРО, а не врховистичко под капата на влашкото лоби Штипско, како што беше до ден денес од случувањата на самонарачаниот атентат од Киро Таушанов Глигоров и влегувањето на Васил Топурковски во составот на најголемиот агент на ЦИА, кој што ја започна целата ова иницијатива за менувањето на името е Васил Топурковски. Никој од вас не го споменува Васил Топурковски. Титанот со влашко потекло. Никој и не сака да го споменува. Но тој да не беше никогаш, но тој да не беше со случувањата во Тајван и милиардата од Тајван, а се со една цел да го испратиме умпреде под Македонија, бидејќи претходеа случувањата наметнати од Сорос за војниот конфликт во 2001, па така умпредет немаше потреба да биде во Македонија. Затоа и се направи тој дил со Тајван за таа 1 милиарда, а се со една цел Македонија рамковно да биде поделена. Значи, ако зборуваме за Али Ахмети, ако зборуваме за Џафери, ако зборуваме за сите нив, истовремено треба да зборуваме и за оние кои што први ја почна рамковна Македонија. А тоа се Киро Таушанов Глигоров и Васил Топурковски со милиардата од Тајван, кој што предизвика отстранување на умпредеп од Република Македонија. Доколку беше умпредеп во Македонија, војниот конфликт во 2001 немаше да постои. А со тоа, македонци мои, ние немаше да имаме и рамковна Македонија. Затоа, ве повикувам во иднина. Сите македонци, каде и да сте, ако имате нешто македонско во себе, работите не да ги гледате до пердево, туку работите да ги гледате после пердево. И така ќе дознаете целата вистина што ви се спрема. Понатаму, откако успеа Васил Топурковски да заврши рамковна Македонија, следната иницијатива беше промена на името Македонија. Сиве овие години, Владо Павлов, заедно со македонската фаланга, колку што беше во можност, работеше на будење на македонскиот народ и истиот него поврзување со вистината за денешна Македонија. Ова вистина и сите овие мои откритија, на кои што Владо Павлов во 2006 година, лично на моја покана, го поканив тогашниот директор на Завод на заштита на споменици Паско Кузман. И од тогаш започнаа моите патишествија. Паско Кузман е масон и член на масонската ложа Круна на Ватикан. Без Паско Кузман, ако не најдеше момент Љупчо Георгиевски или било кој друг политичар, не можеше да има посета во Ватикан. Затоа сите овие перипетија кои што настанаа со Паско Кузман се смешни за Владо Павлов или едноставно го трнаа човекот во илегала да работи на сето оно што Владо Павлов му го представи. Македонци мои, Ватикан знае точно што има во Македонија. Македонци мои, Ватикан точно знае поради тоа што е продолжена рака на Рим и на римските императори.
А тоа значи дека документите од големите историчари на Август Октавијан, меѓу кои и Тит Ливи, меѓу кои и Плутарх и многу други, оригиналите се заведени и оставени во подземните простории на Ватикан. Што значи тоа? Тоа значи дека Ватикан ја знае точно вистината за која што јас со години уназад ви ја представувам, македонци мои. Зошто? Затоа што тие учествуваа во преместувањето на Пела или на Бела, онаму каде што денес целиот свет ја знае. А таа не е на територија на денешна Грција. Бела или Пела е на територија на денешна Македонија. За сите овие случувања, 2000 години Рим, а подоцна Ватикан, работеше на замаскирање на ова вистина која што Владо Павлов ја пронајде и е запишена во подземните подрумски простории во Ватикан. Ова вистина, македонци мои, значеше дискриминација на Владо Павлов од вас, македонци мои. Ова вистина значеше, македонци мои, обезликување, исмејување, понижување, нарачени сценарија, киднапирање на дуќани, провокации од МВР Кочани, провокации со деца мои, провокации секаде каде што беше присутен Владо Павлов. Ова вистина, македонци мои, значеше конфликтна логика. Ова вистина, македонци мои, кој што е запишена во подземните подрумски простории, за вистината на Македонија и за преместената Бела од денешна Македонија на територија на денешна Грција, значеше и нарачени сценарии и уцени по мојот живот. Но, тоа тие го правеа на нивен суптилен начин. Начинот нивен беше да го провоцираме Владо Павлов, да му киднапираме дуќани, да го исмејуваме, да го обезликуваме, подпомогнат со нивни травкари, лица кои што се избришени од нивниот живот, лица кои што од нивниот страв не можеле ништо друго да бидат освен да павкаат, лица кои што многумина денес од нив ми се извинија и лица кои што директно беа под капата на језиитот поп Зоки во Јован Бигорски. Тоа значи дека испостава на Балканот, на Ватикан, македонци мои, е Јован Бигорски. Јас ова не ви го кажувам случајно. Туку, ова се работи кои што се случувале години уназад, каде што секогаш крајот завршува кај поп Зоки. Македонци мои, дали, ако ова вистина не беше ставена под певезот на забраната археологија, кој што Владо Павлов со години уназад ви ја представува, денес вие ќе бевте се вржаци. Дали ова вистина, ако се обелоденеше, македонци мои, вие денес ќе го имавте името Северна Македонија? Јас велам не. Затоа што клучните докази по кои што се води јужниот сосед не се кај нив, туку се кај нас во Република Македонија. А тоа значи дека Бела или Пела и Дион, односно Кутлеш или Ајгај Еге, како сакате кажете го, се во денешна Македонија. Овие два клучни доказа Владо Павлов ги има во својот джеп. Овие два клучни доказа се станица на светската цивилизација, преку кој јужниот сосед се наметнал да го манипулира целиот народ во Европа и сите народи на Европа, преку кој ги контролира. Со овие два доказа, ние не само што себе ќе се ослободивме, не само што ќе ги ослободивме децата наши и идните наши поколенија, ќе ослободивме цела Македонија
и цела Европа. Од манипулациите на Цинци, Легија ди Рома или од манипулацијата на турските од Тоскана, Италија, кои што денес се газди на Балканот и секаде имаат свој премиери. И тоа не е само денес. Тоа е така цели 2000 години. Ете, македонци мои, Владо Павлов дојде ден да ви ја каже вистината, а преку ова вистина да ве повикам сите мои браќа и сестри, сите да си купите по едно тефтерче и да ги запишете сите онија кои што провоцирале, кои што обезликувале, кои што исмејувале, кои што имале за цел да го дискриминираат Владо Павлов пред очите на вас и на вашите фамилии, да ги запишете со црвени букви, затоа што кога ќе дојде фалангата на власт за многу кратко време, сите тие ќе бидат прозивани. И јавно, како тоа што Владо Павлов јавно го праве денес пред сите вас, со име и презиме, со улица каде живеат и со работа каде работеле. Дали имаат привилегии нивните членови од фамилии или не, тоа ќе ви го докажеме тогаш. Но јас ве повикувам, сите вие, онија кои што го обезликувале Владо Павлов пред вас, сиве овие 20 години, да ги запишете со црвено мастило и тефтерот да си го носите секогаш во себе, да го отварате и да се сеќавате за луѓето кои што работуваат за Ватикан. Независно дали тоа е државна безбедност на председателот Исорос Ѓорѓи Иванов, независно дали тоа е национална безбедност или МВР на премиерот на Македонија, дали се работи за Груевски или за Заев, за Владо Павлов му исто. Независно дали работи за Партении и Јован Бигорски, ве повикувам сите да ги запишете онија кои што сиве овие години уназад ме обезликуваа, ме исмејуваа, ме дискриминираа и ме провоцираа. Нивната провокација беше да влезе Владо во конфликтна логика со нив и во истата конфликтна логика да дојде до ликвидација на Владо Павлов. Јас никогаш не влегов во нивната конфликтна логика, иако се сите тие слабичи за Владо Павлов. А дека се слабичи, тоа го знаат сите онија кои што го знаат Владо Павлов пред 2002 година кој е бил. Јас не џабе сите нив ги прифаќав со љубов. Затоа што, ако тоа не го направив, македонци мои, јас денес ќе бев 2 метара под земја. И немаше маж кој што ќе го отплете чворот на ова влашка манипулација со сите вас што ја прават со сите овие политички партии. И целта Македонија да биде Грција, а Северна Македонија потоа да се приклучи кон Грција. Морам да признам дека сите вие подбацивте, македонци мои. И тоа многу подбацивте. Но сепак Бог е голем. Бог е голем и имате време да исправите својата грешка. Имате време да помогнете на себе, не на мене како Владо Павлов и на Александар Божиновски. Јас ве уверувам дека нам најмалку ни е потребно ова што мислите дека ние го правиме за добробит на нашите семејства. Не, македонци мои. Ние ова го правиме поради нашиот македонски дух. И јас, и Александар Божиновски, и сите оние блиски соработници наши.
Најмалку што му е потребно на младиот реформатор, на тоа младо дете, кој што е 16 години во бизнисот и кој што 16 години се кале и никогаш не се уплашил од никого, да биде председател на фалангата и да се боре за сите вас кои што страдате, кои што сте во беда, кои што сте во сиромаштија. Но тоа, како он, така и јас, го правам поради мојот македонски дух, а верувам и неговиот, што е поголем од неговата аура и од неговото физичко тело. Затоа што секој сака, македонци мој, слобода. А не слобода со катанец на умот и пранги на нозете, значи еден ден разболување од канцер. Како сакате, разберете ме. И немојте да кажете дека не е така. Затоа што причинителот за канцерот, меѓу другите, се и емоциите. А емоциите, да живееш со катанец на умот и прангите на нозете, да ги гледаш твоите деца, дека и тие утре ќе живеат со катанец на умот и пранги на нозете и да молчиш. Тоа е епидемија на канцер. Како сакате, разберете ме. Затоа што знам длабоко во себе, длабоко внатре, во секој од вас, ве боли тоа што молчите. Ве боли тоа што не сте и самите свесни колку сте станале маленки. Ве боли тоа што утре ќе оставите на вашите деца да се борат за нивната слобода. Е затоа ние, македонската фаланга, се бориме против епидемијата на канцер, кој што е тука само поради тоа што сите вие живеете во заложништво на вашиот ум. А тоа значи не трансформирање на кислородот од главата низ целото тело. Ајде сите заедно. Дојдено е времето да кислородот од нашите умови и од нашата глава да го трансформираме низ целото наше тело и да отвориме силна битка против епидемијата на канцер. Поради нашиот живот, поради нашата слобода, поради нашата вистина. Само така ќе бидете мили пред Бог. Затоа што Бог секогаш сака храбриот, силниот и славниот. Бог не сака луѓе кои молчат. Бог не сака луѓе кои што зимаат енергија, а на име на таа не враќаат. Тоа е најголемиот грев. Бог не сака вакви македонци. Бог сака храбри, силни и славни македонци. Кога секој од вас ќе биде храбар, силен и славен и ќе се води со вистината, јас ви гарантирам дека влакно нема да му фали, затоа што сиве овија владетели со Македонија се многу мали пред Бог. Еден Минчо Јорданов, Бог го гледа и дали го гледа преку микроскоп. Затоа што неговото материјално е многу поголемо од сите вас. А такви како Минчо, Бог не гледа, македонци мои. Тие едноставно се купени за пари и го работат тоа што мора да го работат. А колку епидемија на канцер ви донесе, и уште вие го правите Бог,
Тоа е друга работа. Ова моје вклучување во живо го завршувам со вистината. На мојот фейс профил ви представив неколку работи. Ви ја представив кварцната фигура пчела. Ви представив и астролошка карта или карта од созвездијата, каде е пчелата. Пчелата, македонци мои, во астролошката карта е над Овенот. Или над Ариес. Ако знаете дека древните македонци биле најголемите астролози, ќе ви биде јасно и што значи пчелата пронајдена од Владо Павлов. Пчелата пронајдена од Владо Павлов, македонци мои, е Калаус и патокас до гробот на Кочот. Или до гробот на Овенот. Истата таа представува од Библијата Витлеемската звезда. Тоа значи дека раѓањето на Исус било во царската одаја каде што бил погребан Овенот, односно Кочот, односно каде е пронајдена пчелата. Македонци мои, дали вие верувате дека ова Ватикан не го знае? Јас велам, да, македонци мои, Ватикан го знае се тоа. Само не знае од каде Владо Павлов дошол до сите овие сознанија. И тука е проблемот. И се бореше 20 години со сите негови слуги, а се многу во Македонија, да го уништи ова моје дело со уништувањето на Владо Павлов. Замислете, македонци мои, многу македонци се спротиставија да го уништат ова моје дело, а се со една цел да живеат во робство тие и нивните деца и нивните идни поколенија. Сите тие кои што работеа против Владо Павлов и секаде ме обезликуваа, како пред малку што кажав, да си ги запишете со црвено мастило, бидејќи тие се најголемите непријатели на Македонија. Непријатели кои што се многу себични, непријатели наши македонци, кои што за материјалната основа одлучили нивните деца да живеат со катанец на умот и прањгите на нозете. Замислете, македонци мои, да живееш во овој свет, да живееш во ова Македонија, да знаеш што и се спрема, да знаеш дека си роб на властите 2000 години и да не мрднеш со мало прсте. Замислите, македонци мои, колку е тоа себично од нашите родители. Или од вас, кои што оставате во аманет на вашите деца утре. Катанец на умот и прањги на нозете. Нели е тоа себично, македонци мои, од вас? И уште сте нашле време, простор да го обезликувате оној кој што се бори да го тргни катанецот на умот и прањгите на нозете од вашите деца. Оној кој што 20 години се бореше за слободата на вашите деца. Многу сте банални со тоа. Затоа што знам која ви е целта. Целта ваша беше да ја сокриете вашата душа која череп и коска пред вашите деца. И затоа моравте да го обезликувате Владо Павлов. Оној кој што секој се бореше за младината, за младите македонци да живеат во потпуна слобода. И ќе се борам додека е мојата глава
на мојот труп. А вие, сето тоа што дадевте кон Владо Павлов, сте обележени и пред вашите деца. Затоа што вашите деца се со фалангата и многу убаво знаат која е вистината. И многу убаво знаат зошто вие го исмејувавте и вреѓавте Владо Павлов, оној кој што ја пронеде вистината за спасот на Македонија. Оној кој што никогаш не сакаше да го подржи ниту СДСМ, ниту ДПН. А знаете зошто? Затоа што сето тоа требаше да биде под первезот што Владо Павлов го открил на забранета археологија. А тоа значи денес да се викате северњаци. Така да, сите кои што ја премилчувавте ова вистина, со пчелата, која што е калаус и патоказ до гробот на овенот, до нашиот водач, до нашиот коч, одработивте за оние кои што ја замаскираа вистината и од овде, од денешна Македонија, ја префрлија во денешна Грција. И преку таа вистина ги ставија во заложништво сите народи на Европска унија. Но на крајот, едно да знаете сите, конаворот ќе дојде да се наплати сметката. Каде што ќе бара и од мене, ќе бара и од вас, што сте изеделе, што сте испиле. Затоа што морам и јас, а морате и вие да му платите. Бидејќи тој конобар не трпи лихварство. Јас ќе ви представам уште една вистина, која што исто така објавив на мојот профил, а ваше, дали понатаму ќе се правите на тошо, дека ништо не разбирате, или ќе застанете во редот со пејкало врака ваше и ќе ги заокружите двата. И нашата цел која што е, не е бойкот, туку масовна излезеност за поништување на овие председателски избори, бидејќи сакаме да оставиме албанецот Папа да го пречека албанец во Македонија, негов брат по крв, и потоа со новите председателски избори да го започнеме процесот од нулта позиција за воскреснување на Македонија. После посетата на Папата со белото капче на Ден Ѓурѓев ден во Република Македонија. Македонци мои, Ватикан спроведува контрола на главните текови во светот преку своите организации, чии членови на МОКТА се луѓе кои завземаат важни функции во поле на политиката, во поле на црковниот режим, во поле на финансиите, во поле на медиумите. Например, Ватиканската главна организација, чии членови положиле заклетва на лојалноста на црквата, и папите се језеутите. Тајно друштво, Малтешки витоси, Опус Деј, Витезови Колумбо и други. Тоа е папската војска. Витезови на исти начин, како некогаш во историјата, само сега на многу перфиден и посуптелен начин што го правеле римските императори. Владиката Петар е председател и главен на тајното друштво Малтешки витези. Дали треба да продолжам понатаму со многуте работи кои што сум ги пронашол и кои што сум ви ги дал.
И на сметка на сето тоа, многумина од вас со камен фрлавте на Славејот. Фала му на Бог, што влакно се уште не ми фали, а и нема ни да ми фали. Бидејќи го знам мојот пат, тој пат е прав. Ни лево, ни десно. Тој пат е прав. И таму ќе одам до крајот на мојот живот. Дали му се тоа допаѓало на Ватикан, на владиката Петар, на витезот и језуитот Партени, или на другите масончиња, како Груевски, Заев, Бранко Црвенковски, Пендаровски, Силјановска, тоа си нивен, Мицковски, тоа си е нивен проблем. Јас само ќе ја кажувам вистината. И ќе одам по мојот пат. Ни ќе кршкам лево, ни ќе кршкам десно. И секогаш пред време ќе ви ја кажувам. Ваше, дали во иднина и понаатаму ќе провоцирате одредени мои пријатели, а се со една цел, да влезе Владо Павлов во конфликтна логика, во која што конфликтна логика му се спремало и ликвидација. Само поради тоа што Ватикан ја зацементирал целата вистина на денешна Република Македонија и ја зацементирал вистината за Древна Бела, каде што е била престолнината, пехарникот, и ја зацементирал вистината за големиот Дион, каде што се одржувале првите олимписки игри со трка на коњи, ја зацементирала вистината за раѓањето на Александар, меѓу кој и раѓањето на Исус. И немојте да ми кажете дека не ме разбирате. Затоа што во името на Бог ви ја кажувам ова вистина. И на него најмногу сум му благодарен. Затоа што ми докажа, ми ја представи вистината. А чим сум се појавил и чим сум тука да ја ширам прв ова вистина пред 20 на години, а денес секаде да се промовира, иако никој не го споменува моето име, тоа е себичност и љубомората и егоизмот, кој што веќе е до крајот на неговата темнина. Значи, максимот на егоизмот, на себичноста и љубомората завршува. Зато и не и наоѓа мана на сите оние кои што се мои копе-пасти. На крајот ќе сватат дека треба да се обединат и дека треба да направиме добро, заедно сложни како браќа и сестри, за идните наши поколенија. Ете, македонци мои, зошто Владо Павлов беше ставен на жилотина, поради вистината која што ја знае, поради вистината која што дошол до гробот. А ниту еден не застана позади ова вистина. Не застана ни Бранко Црвенковски. Кога во 2005 и 2006 штрајкувавме на Пајонската гробишта, не застана подоцна ни Никола Груевски. А како гледате овие 2 години ни Зоран Заев не застанува. Тоа значи дека тие се одработувачи на другата кауза. А другата кауза, македонци мои, е создавање на голема Влахија или создавање на Византија со отпочнувањето на првиот процес, именувањето на името денешно во Северна Македонија. Вториот процес ќе биде името Македонија, територија денешна Грција. Третиот процес, Македонија и Северна Македонија да се обединат. Со тоа што ние македонците ќе бидеме клошари, со кожени гаќи дојдени од Карпатите, а тие што се клошари и дојдени од Карпатите со кожени гаќи ќе бидат македонци. И потоа започнува Бугарија, па Србија, па Романија, се до Кавказието. И тоа со помош
на ова вистина која што Владо Павлов ја кажува, која што ќе биде искористена за нивна цел, создавање на голема влахија. Ете, македонци мои, Владо Павлов е ставен на животина и неговите откритија се ставени под периусот забранета археологија, само поради тоа што Ватикан ги има сите овие вистини запечатено во подрумските простории и ги оставил за некое идно време. Или ги оставил за времето кога Ѓорги Александар ќе стане пунолетен. Односно, кога круната на Англија ќе има 18 години. Или првиот син на Вилјам. Вилјам, македонци мои, е реинкарнатиот Тиберий, а додека Александар Ѓорги е Август Октавијан. И затоа Зоран Заев, ниту па ципирипи, некогаш ќе го тргнат споменикот од Скопје, војнот на конј, кој што всушност не е Александар, туку е Александар Ѓорги или Август Октавијан. Затоа и Скопје 2014 се спремаше за кронисување на малото царче Александар Ѓорги. А припремите ќе ги одзапочне папата, кој што е со потекло од Дојранско, од Иродите, на Ден Ѓорѓев ден 2019 година. Ете, македонци мои, овие вистини никој од вас не сакаше да ги прифати. Ете, македонци мои, денес дознавте кој зошто сиве овие 20 години Владо Павлов го обезликуваше и зошто ве повикав со црвено мастило да ги заокружите во вашиот тефтер. За да знаете кој одработувал за Антихрист. Да сте ми вечни и живи. Македонија е вечна. Денеска го живееме времето на Тиберий и на Исус. Сите сме тука. Едните се на страната на римските императори, а тие денес се во Европска заедница, каде што големиот хан е Понтије Пилат, кој што успеа преку неговиот агент Зоран Заев и Никола Груевски, како и некогаш пред 2000 години, како Понтије Пилат, така и тој денес да си ги измие раците со вас, македонците. И аз и фалангата ве предупредувавме дека треба да излегнете масовно и да заокружите против, а со тоа ќе успеевте да го блокирате Ватикан, да го блокирате Понтије Пилат, да не си ги мие раците со вас. Но вие не ме послушавте. Кренавте по мозокот на Ирена Попова, која што сега е многу популарна. Кренавте по мозокот на Мицковски. Кренавте по мозокот на нарачателот Груевски. Кренавте по мозокот на Бачевци. Кренавте по мозокот на Нестор Огињар. Кренавте по мозокот на сите оние кои што се дојдени од Грција во 48 во Македонија. Кренавте по мозокот на големиот ајварџија Стефче. Кренавте по мозокот на темпларот Филип Петровски. Кренавте по мозокот на многуми на македонци мои, а мене за референдумот ме направивте најголемиот шпион, најголемиот соросоид и најголемиот непријател на Македонија. Каде
каде што цел месец доживував тортура од вас, моите браќа и сестри, во врховистичкото ВМРО ДПМНЕ. Таква тортура јас доживувам си во овие 20 години. Не ми е прв пат од вас. Но, едно да знаете. Вие не ја знаете паролата. Не му го правите она што не сакате на вас да ви го прават. Така денес, сите вие кои што Владо Павлов го правевте шпион, сте шпиони пред очите на сите македонци во денешна Македонија. И јас не верувам дека и овој пат повторно ќе направите грешка. Затоа што нема да има опраштај од Бог. Ајде сите заедно да си ја завршиме домашната задача и да шириме пораката од центарот за овие председателски избори да го заокружиме Џорџ Сорос за председател на Македонија. А тоа ќе го направиме со заокружување на Силјановска Сорос и на Пендаровски Сорос. Тоа е вистината за сите вас. А потоа да започнеме со откривање на вистината. Ве сакам сите да сте ми вечни и живи.